Драги гледачи, добар ден! Вие го гледате најновото издание на Демократски импулс. Јас сум вашиот водител, Трајче Китановски, а вие знаете дека тука и само тука можете да ја дознаете вистината за нашите политичко-обштествени теми. Денеска имаме мощно интересен гостин, председател на политичка партија Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Благодарам за поканата, благодарам што ме поканивте да бидам гостин на Демократски импулс. Секогаш сте добродојдени тука. Знаете дека кога има потреба јавноста, го цениме и го почитуваме вашето мислење. Благодарам. Најнапред би сакал да ве запрашам, кажете ми, кое е вашето мислење за моменталната ситуација во судството? Што се случува таму? Некој кампува, некој... Ситуацијата во судството, мислите на Уставниот суд? Така, да. Многу едноставно. На место уставните суди во полн број од 9 уставни суди да се состанат и да го решат еднаш за секогаш овој горлив проблем. И престапките 13 што се дајани од политички партии и од други граѓани до Уставниот суд, кои се поднесени пред 5 години, тие сега одлучија да го одложат. Благодарение на двајца албански судии, кои што... се разбира, да, еден турчин, кои што двајцата албански судии не се појавија на седницата да го решат овој проблем и турчино, албански, поточно уставен судија турчин, кој што по неко барање не му се исполна и замина и ја напушти седницата. Ова се вика дезертерство од страна на уставните суди. Тие јас гледам дека работат, имаат агенда, поготово двајцата албански судија и се разбира и турски судија, имаат агенда да се ова продолжува и на некој начин да не се реши како треба. И со ова го спречија донесувањето на одлуката на Уставниот суд, кој што би требало и да се донесе. Не треба да се чека за секогаш. Дали пред се тие се турци, албанци, македонци или треба таму да се суди, па после да се и македонци, албанци и турци? Замислете си, барањето на турскиот судија било прибидејќи неговите двајца албански колеги не дошле на таа седница, да се закаже за кога они ќе дојдат. Како да тоа да е приватна желба, некоја си кафанска песна или како иде тоа таму, не. Уставните судии во Македонија и сите судии во Македонија треба да судат по законот, по уставот. Независно вера, нација, религија. Ние сме граѓанска држава, така да овие суди, затоа и спомнав на почеток албански суди, еден турчин, за да потенцирам националноста, дека повлечат, по конкретниот случај Дуи, кој што кампуваше таму и правеше на некој начин притисок врз судот, да донесе некоја одлука во корис, се разбира, бидејќи се оспорува законот за јазици. Автоматски судот има право да одлучува, а не да размислува како поточно судите, партиски и над законот. Тоа и сакал да запрашам. Судиката Елизабета Дуковска на незино барање седницата ќе се фактички презакаже, дури нема ниту датум кога тоа ќе биде, таму стои дека во иднина, во некоја си скора или далечна или небитно, некоја иднина ќе се презакаже и тогаш ќе бидат поканети комисија од Венецијанската комисија. Што бара таму Венецијанската комисија? Венецијанската комисија, аналитичари, политичари и што уште не, новинари, не знам таму политичари, сите тие заедно да дискутирале дали судот треба да одлучува или треба да се консултира. Мислам, јас тоа го разбирам како јавна дебата. Што има он да прави јавни дебати? Види, судот, Уставниот суд и сите судови, кажав, треба да судат према законот, према уставот и законите. Значи, тие ова го прават бидејќи имаја притисок од партијата Дуи и бидејќи не се појави овие тројца суди, бойкотираа
дезертери, јас ги викам. Не може ли да се одлучи без нивно присуство? Може да се одлучи, се разбира, бидејќи беа таму 6 суди. Значи, кога се гласа, ако повеќето суди одлучат, како ќе одлучат, во конкретниот случај са употреба на јазиците, законот, значи ќе одлучи. Но ова го прават, ова е една игра и као еве да се вадат дека ние повикавме и мислење од Венециската комисија и луѓето што поднеле овие престапки, значи од експерти као еве ги сослушавме па донесовме одлука. Фактички ми се чини како судот да се плаши да донесе одлука. А ако си судија, пак ќе кажам, треба да носиш одлуки према законот. Така и председателот на Уставниот суд вели дека тие носат одлуки и ќе донесат одлука према Уставот и законите. И ова е, мислам, така една игра, смешна работа на пред се, за жал, се случува нешто кој што не треба да се случува, а ова се случува бидејќи дали ДУИ, дали новата власт, дали СДС порано, 33 години ја водат Македонија во ампис, ја уништија и испоплачка па сега нема што друго да се зборуваат, да се оттргнат граѓаните, поготово ние граѓани кои што сме посиромашни, поточно кажано, сиромашни граѓани, да не размислуваат и да одат во некоја, да продолжат као да живеат во страв, може ќе има војна, дуи нешто се заканува со можности секакви и не исклучуваме, ние кажавме и ги прашавме дуи јавно преку Facebook, дали мисли, оти вика, ние ова нема да го ставиме така, ако донеси Уставниот суд, каква и да била одлука, можда некој нема да се сложи со таа одлука, но таа е одлука на Уставниот суд. И како таква, можеш ти да се буниш, може и ова, ама не можеш да го плашиш народот, да го уценуваш, да го држиш заложник, затоа што тој народ денес, како што кажав, да се скрени вниманието, кој што нема леп да јади, нашите болници, да не зборувам, се претворени во мртовечици, економијата уништена, здравството, образованието, животната средина, гледате, се трујеме во отровен воздух, ние зборуваме сега за јазиците. Немам против ниеден јазик, немам против албанскиот. Албанците во Македонија имаат добиено толку многу, поточно кажано, имаат право да си го зборуваат свој јазик, што е нормално, и секој, и ромите, и турците, никој не му забранува, но ова е една лакрдија и еден спектакл, дуи да се врати на политичката сцена, еве јас ги штитам албанците, а до вчера 33 години ги пустоши, ги плачка и гледаме случаја со американците на црната листа Артан Груби, нивниот вице-премиер. Ќе говорим и за тоа, да. Да се разбира и судијата и така натаму. Значи фактите зборуваат и телата на овие политички партии, поготово се зборуваме за ДУИ, дека таа е една здружение, јас го викам, како и СДС и ДПМН, тие беа порано партија, но сега прерасна во некој си криминални здруженија, кој што, за жал, допрва ќе се открива нивниот криминал и тоа е жалостна приказна за Македонија. Кога велите здруженија, ме потсеќа на здруженија за животни, пошто зборот здруженија. Вака, што мислите за одговорот на двајцата албански суди? Нивното опрезување, условно кажано, беше дека они немало да присуствуваат на таа седница токму и заради тоа што они ќе биле надгласани. Не ми е јасно. Надгласани. Па јас кажав на почетокот, бидејќи ако е така, они никогаш нема да присуствуваат таму. Да, нормално, види, сега се решава проблемот за албанскиот јазик како службен, како втори јазик, македонскиот службен јазик, да се користи, значи во сите институции, сегде кај што може да се замисли, и тој се користи. И се користи, се разбира, и албанците имаат своји факултети, средни школи, се имаат. Никој ништо не му забранува и баш ние, како јас лично, како човек кој што живеел толку години во Америка, јас сум демократ по природа и мене не ми пречи како на кој сакаш јазик зборува, но едно мора да се знае дека овие двајца албански судија, па и турчино судија, уставен судија, направија голема грешка, затоа ги викам дезертери се тие. Тие што и да се одлучи, бидејќи мора да се одлучи, дали се работи за албански, македонски јазик или за друга тема, значи ако тие 9 суди одлучат
и повеќето одлучат дали ќе биде да или не во случаја за јазикот, значи тоа треба да се поштува од нивна страна. Значи, што треба утре други ако некој, не знам сега, Ром стане уставен судија и се работи за ромите, има некој престапка во судот, тој да замени, јас не го решавам. Ова ми делува како малите деца кои ќе се скараат, буквално дека кој ќе ја земе и, например, јас си ја земав, си одам џамља или многу несериозно. Заради тоа што буквално ако не им се допадне на нив, значи предметот не е според закон ли, они се бунат одмали. Ако им се допадне одма судот го бива. Не ми е јасно. Види, ова, викаш ко мали деца, не е ко мали деца, ова е сериозен проблем што постои во Македонија. Значи, ние имаме огромен проблем. Играме? Не е игра, ова не е игра, ова е опасна игра, што се случува. Значи, ако имаш 9 уставни суди, треба да донесат одлука заедно, независно што е темата на престапката или граѓаните што се жала, да го реши Уставниот суд. Значи, проблемите. Ние треба да го сватиме и затоа ја користам оваа прилика, повикувам до органите, не повикувам до нив да си поднесат неотповиклива оставка итна, повикувам до органите, до собрание, председател, кој ги има поставено, да ги одземе и да ги едноставно тргни повеќе, да ги спречи да бидат уставни суди и воопшто суди во Македонија, бидејќи такви луѓе нас не ни се потребни. Ние треба да ги решаваме земнички проблемите. Значи повикувате да се одземат ингеренциите. Да се одземат и повеќе ни да бидат суди. Значи не да оди после утре да си биде некој судија во некој суд, не. Да му се одземе едноставно дипломата, ти го прекршува на светото нешто. Уставниот суд е најголемо правно тело кој што донесува одлуки. И ти вака ако почнеме ние, ова е случај за македонците, па јас ќе се одземам. Мисля, таму имаме 5-6 македонци, што треба тие сега да се одземат и никош не може да се рече случај. Затоа е, пак ќе кажам, повикувам да органите кои што ги номинираа овие судија, двајца албански и Турчино, да се отповикаат и да не му се дозволува повеќе да се занимаваат со право. Кажете ми, во која насока ја гледате значи, изјавата на нашиот премиер, господинот Мицкоски, каде што вели дека да не се секираат и да не се грижат албанските граѓани, можеби ова со судот ќе потрае и месеци и години, дури спомна години. Па тоа е трагедија, видите. Како може, например, така лежерни години да... Па трае 5 години, од кога се поднесени овие иницијативи од 13, па ќе речеме од 2 политички партии и од 11 граѓани, кои адвокати и така натаму граѓани. Им дава ветер во грбли дека може уште неколку години тоа да се Па со тоа го манипулира и лажи народот. Значи ова треба да се реши сега. Што ќе донесе одлука Уставниот суд, јас пак ќе кажам, можда нас нема да ни се допадне и ние може да се буниме и се така натаму, но тоа треба да се реши овој проблем и да се реши во најдобра корист за сите. Значи, јас секогаш ќе кажам дека ние во оваа држава сме унитарна. Не смееме да бидеме бинационална. Сега сакаат албанците, политичарите, да ја прават оваа држава бинационална. А каде се другите заедници? Каде се турците, власите, ромите и србите? Значи, тие ништо не добиваат, ние ќе ја делиме државата, као во стило на национален јазик, службен јазик ќе биде македонски, албански и така натаму, што јас гледате самиот закон е донесен и сега тој закон се оспорува, тука дали ќе биде од Уставниот суд отфрлен целиот или ќе некои точки што се во законот, но ние знаеме дека Македонија мора да биде унитарна, не бинационална, и бидејќи тука живеат повеќе национални заедници. Имаме, значи, утре луѓе ќе ти кажат, тебе ромите, турците и другите, и ние сакаме исто што сакаат албанците. Што правиме после? Не, ама да тоа се комплицира и уште повеќе, пострашно зошто повеќе се комплицира е, затоа што ние ако вака се делиме, бидејќи ние правиме блокада со јазикот. Гледате помалци, албанци, поготово млади,
бе во Тетово, кажав тој примерот дека со Да. келнерот не знае да збора, дете 14 години македонски, не сакал да учи, и други не сакаат да учат, и тоа ги има во повеќе места. Каде се е таа разбира. одбивност кон македонски? Па одбивност затоа што политичарите креираат таква одбивност, да не поделат, и политичарите имаат некои од овие националисти, поготово албански и редентисти што се, да направат федерација, и тоа е патот да се распадне Македонија, поточно да одземат дел и да формираат нивната желба како националисто и редентисто, Касами и други некои, да креираат голема Албанија. Тие може да си имаат желба, може да и македонците имаат желба за голема Македонија, но тоа Мислите нема. уште постои таа идеја кај албанците за голема Албанија? Сигурно дека постои кај одредена група политичари посебно. Но јас зборувам сега за народот, ние треба да се дружиме. Ние треба, ова што направивме, посебни факултети, посебни гимназии, посебни основни училишта, посебни градинки, ова е најголема глупост. Ние треба, како и Соединетите Американски држави и други држави во светот, да спомнам, еве ќе кажам Русија, Кина, одиме Турција, одиме Албанија и така натаму, да бидеме, да одиме заедно, да се дружиме. Ние треба заедно да посетуваме школи. Да нема, зошто како на економски факултет, јас имам завршен економски факултет во Скопје, замислете, јас порано учев во времето на поранешна Југославија, тогаш не се делев. Сега имаме факултети албански, имаме ова. Не е проблем да имаш, но тоа нас не дели. Нас не дели, и кога ги делиш луѓето, ние помалци се дружиме помеѓу нас. Новата генерација, младите ги уништуваме. Креираме омраза, креираме нетрпение, наместо да креираме соживот, наместо да креираме братство, единство, наместо да работиме заеднички, во секој поглед, да се дружиме, па и да нашите млади луѓе утре, други ден, да се мешаат повеќе и повеќе, како што се случува, да рече Америка. Одете Америка, Германија, ќе видите таму дали ве прашува некој дали сте црнец или албанец, македонец или французин. Значи, ако ти одговара човек, ако е добар, ќе се дружиш. Нема тука националност. Во ова настока што говорите ова, следува и моментот што се случи пред некој ден, а тоа е Али Ахмети даде изјава, нормално, секогаш дава, не нормално, него веќе навикнавме, дава изјава секогаш на албански, но овој пат беше само на албански. Македонските телевизии беа повикани и нема никаков транскрип, нема никаков превод. Никаков превод нема, дури Бујар Османи тргна да преведува, Али Ахмети го врати, кажа не може. Видете, Али Ахмети, од времето откако постои неговата партија, откако слезе од планина горе, откако ја креира војната, таа не беше војна, тоа беше еден малце нера, да речем, пукање и така натаму, за жал погинаа и албанци, и македонци, и се направи, се креираше еден голем страв кај населението, еве може да се случи ова, тоа заврши брзо и беше све направено, режирано од него и неговите луѓе, се разбира, и од надвор луѓе, кои што сакаат да дестабилизира државата и да повлечат дел, да ја распаднат Македонија на делови, поготово западниот дел и дел од Скопје, но во тоа не успеа, бидејќи тука се умешаа американците и други држави, не дозволија Македонија, бидејќи Америка се стратешки партнери како и Европа и други држави на Македонија, не дозволија тоа да се случи Македонија, да се подели на делови и така натаму. И тоа го знам од луѓе што биле во учека, албанци им би кажувале дека тоа било све оркестрирано, ќе правеле голема Албанија, ќе правеле не знам што, но тоа не се случи, тој се направи тој неред, стана преседател, формира партија и стана главен човек, и од тогаш не прозборе пред медиумите, да речеме, македонски, и покрај тоа што знае да зборува, и тоа е Али Ахмети е националист. Па го слушавме во бомбите како убаво зборува со господинот Никола. Македонски јазик пее таму. Независно, пее, не пее, значи прво живее во Македонија. Сепак е ова Македонија. Да, Албанија не е проблем, ќе се зборува албански. Значи нема никаков респект према
сите према македонските граѓани, сите граѓани, независно вера, нација, религија и према македонскиот народ, нема респект према државата затоа што тука цел живот е пратеник и ние од нашите пари одделуваме за неговата плата и за сите други пратеници. Значи, јас би му препорачал на Али Ахмети од Демократи и мое лично име да ја спушти малце топката, од тие работите нема да се одвијат како тој што има замислено и да треба ние сите заедно да почнеме да работиме на соживот. И да почне да зборува македонски кога треба да се зборува македонски. Затоа што добро знае дека скоро 80% од македонските граѓани, пак ќе речем независно вера, религија, не знаеме албански. И да покаже респект према државата Македонија, а не да сонува некои сонови кои што нема да му се остварат и нема да му се остварат на ниеден националиста и редентиста, поготово од албанците, а се разбира нема да му се остварат ни на еден националиста на македонците кои што цело време мафтаат со картата на голема Македонија и со тоа промовираат раздори, се разбира, ние не сме способни како луѓе да се справиме со овие криминални и политички структури, СДС, ДПМН, и уште ПЧС кои што влегуваат во коалиција. Ние сега ќе ја вратиме Македонија од грците и ќе ја вратиме од бугарите. А тоа е нешто што мене, јас живеејќи толку години во Америка, ме чудеше кога дојдов прв пат, си викам што е ова ситуација. Никој не зборува и не гледа за подобар живот, за врвна економија, за врвно здравство, образование, инфраструктура, животна средина. Ние сме сиромашни луѓе тука, немат луѓето леп да јадат. Денес бев до болница, државна болница, хаос, не само што нема кај да паркираш, 100 души, 1000 души од цела Македонија собрани да посетат некој лекар да видат и така натаму. Нас на Македонија не ни треба национализам. Не ни треба Али Ахмети да не зборува македонски. Нека си го зборува тој албански колку сака. Но кај што треба и да зборува македонски. Така да тоа е мојата порака до Али Ахмети, до Дуи и до сите кои што, па и до Касами, бидејќи како тежок кој е сега на власт, со ДПМН, со криминалната ДПМН, и да не зборувам повеќе на таа тема, бидејќи немам потреба. Сум кажал и кажувам и сум кажал сега вечерава, дека тоа е проблемо и ние ќе си ја спасиме Македонија, затоа што во Македонија има паметни албанци, честни албанци, има паметни македонци, турци, власи, роми, бошјаци и така натаму, сите македонски граѓани. Господине Јорго, вие во Америка имате искуство доста, имате неколку холивудски филмови. Не ли ви делува вака Ахмети како еден холивудски лик? Ова ве прашам заради тоа што од мои доверливи извори дознав дека Ахмети никогаш во животот нема испукано куршум. Сето тоа што било со пушките, со униформите, било на некој начин своевидна фарса, колку да се слика за филм, за некој списание. Дали личи на некој холивудски глумец вака? Мене смејавте, не знам дали ми испукано куршум или не, но само едно знам дека Али Ахмети, пораката што му ја претходно дадов, и пак ќе кажам, дека треба да работи, бидејќи неговата партија, ние како демократи секогаш кажуваме дека е криминална партија, но сега веќе е прерасна во криминално здружение, поготово се виде со црната листа со американците, што главниот човек Нивен, прв човек до него, да бидеш ставен на црната листа на Америка, тоа значи тие со факти тоа го кажуваат. За нашите судови, нашите органи, јавното обвинителство, МВР, нека можда и ги имат веќе сите тие докази и нека си продолжат понатаму, не само за него и за сите кои што се на црната листа, нека ги гонат кривично и што треба да прават, ќе прават судовите, нека затвараат, нека осудуваат. Значи, тоа е мојата приказна, не ми личи на никого, за жал, напротив, Али Ахмети се покажа човек кој што, зборува дека да, тој вели дека ние албанците ако не сме Македонија ќе се распадне.
Значи, што сака да каже, тој и неговите политички приказни. Ами тој истиот Али Ахмети ги остави младите без работа во Македонија и повеќето млади албанци се заминати во странство. Како нашите политички структури, злосторнички здруженија, кои што ги оставија младите во Македонија, дали се тоа македонци, албанци и воопшто младите, па си заминаа стотици илјади луѓе досега имаат заминато и не ги уништија фамилите просто. Значи, децата наши кога заминуваат во странство, за жал ние од нема и каде ко родители се радуваме, се спаси од тука. Се спаси од ова, што е ова во Македонија? Па Македонија беше Македонија многу убава ако се формира како Македонија, како независна држава. Значи, креира од Македонија една голема депонија за ѓубре, кој што за жал по полека, но сигурно прераснува во септичка јама. Кажете ми, која е улогата на ДУИ во се ова околу Уставниот суд, околу законов за јазикот? Дали, можеби свесно или несвесно, ВМРО им подава гума за спасување на ДУИ? Дали ова можеби премолчен некаков договор? Заради тоа што мислам дека моментално им одговара и на двете партии се во ова. Видите, тие соработуваат. Има ли некаква шанса за некој договор? Тие секојаш се договарат. И ТПМН, и ДУИ, и СДС, кога треба, и кога е во нивен интерес, и нив никогаш не треба да му се верува. Значи, ова што ни се случува во Македонија, што дојдовме до оваа ситуација, е благодарение на овие политички структури. Зошто? Ова се случува од 1991 година, кога станавме независна држава. Ние фактички се оделивме од поранешна Југославија и станавме тогаш како држава Република Македонија. Значи, верувајте ми, на овие луѓе никогаш не треба да му се верува. Ни граѓаните, ни гласачите. Јас многу пати се чудам и велам, има ли уште луѓе што би гласале за овие злосторнички партии, поточно здружени. Така да заборајте доверба, се играат големи игри, Балкани, да го скренат вниманието од проблемите, вистинските проблеми што владеат во Македонија. Конкретниот случај, сега зборувам да излезам малце од темата, вчера Мицковски премиеро вели уште 500 милиони евра ќе земиме од кредитот од Унгарија и тоа ќе го користиме, тие 500 милиони ќе ги користиме евра за да ги плаќаме долговите наводно на претходните што биле на власт. И нас ни се повторува таа приказна, наместо да земат 5 милиони, 10 милиони евра кредити, 20 ако треба, за наредни не знам колку 20-30 години да отплаќат и она што го кажав, да градат фирми, фабрики, да ги инвестират во капитални проекти, а не да ги трошат за патчина, за тротоарчина и да ги финансираат своите кампањи и се разбира своите неспособни градоначалници и советници по општините и нивните бизниси. Кажете ми, дали сите што се на црната листа на Америка според вас треба да се процесирани, да одговараат? Што мислите околу се ова? Заради тоа што знаеме дека во минатото има и други македонски политичари кои се на црната листа и не само политичари кои се на црната листа на оваа земја. Не, вака се. Пак ќе кажам, американците, State Departmentот, нема да те стави на црната листа затоа што не те сака, бидејќи ние во Македонија, поготово овие криминални фаци, не се интересни за американците воопшто. Но тие... Така е, но дали мислите дека тајмингот е случаен? Јас дали мислам тајмингот е случаен? Зошто, например, не се постави овој човек на црната листа кога беше прв вице-премиер? Кој човек? Артем Груби. Па видете, тука не навлегувам Америка како тоа го прави. Америка вели дека не баре тоа случајно. Вели, ако го вели тоа му верувам, бидејќи јас сум дел од америчкото општество и сум живеал повеќе од 30 години и се разбира како човек ја поштувам, ја сакам Америка како што си ја сакам и Македонија, се разбира. Но јас едно само можам да кажам. Значи видете, пак ќе речем, кога американците ќе те стават на црната листа, те имаат докази дека ти си го правил тоа. Само не можат тие да тоа судат, бидејќи не си амерички државјанин и не сакаат да влегуваат
во Македонија, па тие да земат да апсат и така натаму. Значи, дајте да бидеме поедноставни, попрактични. Американците велат, не спиете, овие спијат, кога беше СДС дуи на власт спие. Имавме луѓе, ние имаме повеќе луѓе на таа црна листа. Да ги бројам имињата, ако сакаш ќе ти ги избројам за сите. Значи, ништо не се правеше, до сега ништо не се правеше. Пред една недела, кога излезе црната листа и помалце, ние објавивме дека сите кои што се на црната листа, на америчката црна листа, треба да се прогонуваат и се разбира за нив да се оди, да се земат доказите од америчката амбасада, од Стейт департментот и нашите, убаво рече амбасадорката на Америка. Кога ние можевме да ги најдеме овие докази, можете и вие. И значи со тоа му вика, земете, почнете да работите и преку глава му е на Америка, како наш стратешки партнер, и тие се свесни и знаат дека овие политички структури се и нивните лидери и горе врвото на политичарите дека се криминализирани и почнете да си работите работата затоа што досега во последни 30 години имаат инвестирано Америка 500 милиони евра во судството, да се среди, да се реформира. Ни ќе се реформира ни ништо, затоа што гледаме сега премиером Мицко, почнува да си става своји луѓе од својата партија. Денес пуштив текст дека судиката која што е ставена во судот е жена од Радовиш, на некој градоначелник. Ако не се лажам, мислам дека беше од Радовиш. Еве и да не е од Радовиш, не е бито, ама тие се, значи, луѓе од ДПМН. Дали верувате дека возможно е кај нас Артан Груби да биде можеби процесиран и уопсен? Знаете зашто? Ве прашувам заради тоа што ова е прв случај политичар од ваков калибар да биде на црната листа на Америка, би рекол дури и се повлече од јавниот живот. Кажа дека веќе толку е и од политика и од се повлекува и дека правдата ќе ја бара, ќе се жара, што ќе прави таму не знам. Може па и ќе докаже дека е невин. Не знаеме. Например, на истата листа и Стефче Јакимовски. Стефче си продолжи. Стефче си градоначалник, никому ништо. Мерко си исто градоначалник, никому ништо. Но Артан Груби се повлече. Дали може би се крои план за да биде Груевски 2 или поново Васко Ковачевски? Една работа само сакам да знаеш ти и јавноста и граѓаните на Македонија. Пак ќе кажам, американците велат почнете да ги апсите, имате докази, земетете ги од нас доказите. И како ние што и најдовме, можете и вие да ги најдете. И во соработка со америчката служба тие може да докажат дека Артан Груби што ме ставе на листата, дека Стефче Јакимовски, дека Мерко и други луѓе што се како Кочо Андјушев, бизнесмени и Камчев, и Сашо Мјалков и други луѓе, значи можат тие да ги процесираат. И по правото вели вака, додека не се докажи дека некој е виновен, тогаш мора да замислиме наводно дека не е виновен. Но јас пак викам, треба да се испити, да се испита тотално за овие луѓе, бидејќи досега никој ништо не преземаше, кој што кажа Стефче Јакимовски си продолжува да си биде градоначалник, си излегува по сите телевизии, си кажува и така натаму по портали, и тоа е главна зверка овде, човек кој што толку години беше и министер и не знам што не беше градоначалник. Сега, пак ќе речам, значи тежината што ја дава Стейт департментот на Америка е огромна. Да. Немаат причина дали Стефче, дали Мерко, дали Артан, дали судијата и не знам што, не можам ни веќе имињата да му ги памтам, да ги става на црна листа. Америка си има огромни проблеми во светот, гледате што ни се случува геополитички, гледате војната во Украина и по цел свет да ги реши овие сите проблеми. Сега Америка ќе се расправа со мене, со тебе или со некој Стефче или Мерко. Значи, пак ќе речам, МВР, јавното обвинителство, владата, да земе итно, еве и Силјановско, отко пред недела дена пишуваме и изборуваме на Фейсбук, можда видела, можда не видела и да. Нема што се појави.
Да, не, ова е наводно, ова е, знаеш, да се провери, да се види и така натаму. Јас пак ќе речам, сите што се на црната листа, најверојатно се огрешени, бидејќи не те ставаат американците на црната листа. Имаат докази. Ако те ставаат на црната листа, немаат докази, самите ќе се страмат. Америка нема потреба да се страми во Македонија со некои си Стефче, Мерко, Саше, Мијалков, Камчев, со не знам уште некој, пак ќе кажам, толку ги има што јас веќе и не сакам ни да му ги памтам имињата. Значи мора да се оди напред, мора овие луѓе целосно да се испита, да се земат доказите, нека си соберат и од тука докази и кои се огреши во закона, а се огрешиле, верувај ми, се огрешиле од нив на разни начини, не е само ова што подкупувал Артан со судијата, суди и за случаја на Мјалков и не знам кој. Штом човек се занимава да запамтиме, сите да запамтат со криминал, кој ќе почи со еден криминал, друг криминал, трет, еден недоволно, за да има повеќе криминали. И не за жал, за жал, ние сме за жалење затоа што 33 години имаме политичари и криминалци на власт, но ние сме уште повеќе за жалење што нив ги гласаме. И кој е тука најповеќе крив? Ние, народот. Трчаме, одиме, гласаме и не подлажуваат со некој работни места или не знам со некој ветување дека ние во иднина еве ќе ве вработиме или ќе унапредиме, не ти си се учител во некој училиште, не се секире ден ќе бидеш директор. Чиста лага, измама и тоа е тоа. Го спомнавте судијата од како мислам од како се појави тоа дека е на црната листа, човекот си зема неколку слободни денови и не се знае дали се уште во државата. Артан Груби го спомнавме. Што мислите вие лично за Артан Груби како човек? Дали каков всушност политичар е Артан Груби? Јас нема што да мислам за Артан Груби, немам ни време да мислам за него, но само едно знам, дека човекот од еден обичен водач на таа надпреварувачка група, шверцери, балисти, не е битно како се вика, оттаму израснал под водство, под закрило поточно на Али Ахмети, стана врвот на политиката. Значи, за мене тоа е несватливо, бидејќи кај нас, дали сме ние албанци, македонци, власти, турци и се занимаваме со политика, најквалитетните луѓе треба да одат напред. Но сигурно на Али Ахмети и како него луѓето, како Груевски, како Бранков, како Заев и така натаму, не му требаат квалитетни луѓе, не му требаат извршители. Што ќе му каже да биде доверлив човек и така натаму, така да нема мислење, освен има многу лошо мислење, поготово со ова ставајќи го на црната листа и порано мислев дека човекот не е добар, така да немаме корис од Артан Груби и имаме корис ние од квалитетни идни политичари кои што се ќе бидат пред се честни, имаат своји квалитети, имаат искуство во животот, работно и животно, и ќе извадат ова Македонија, ќе спасат од луѓе како Артан Груби и другите политичари и криминалци. Дали, например, препознавате во неговиот случај некаков сценарио за да биде она народната и волкот, сите овците на број? Што мислам? Мислам, например, дека таман да го осудат за влакно да им побегне. Како што се случи со Никола Груевски, па и со Васко Ковачевски сега. Васко Ковачевски е ситна риба. Васко Ковачевски да, е човек... ама зема многу пари. Што се 6,5 милиони евра, бе, човече? Да, ништо. Тие украдија милиарди, досега во овие 33 години како држава имаат украден преку 30 милиарди евра. Слушајќи вас, може би не требаше ни да побегне Васко. Неколку години ќе му дадо и ајде. Не видите, ако сака ова држава и Васко и Груевски ќе го вратат. Не азил да му дадат, што сака да има методи како да се вратат овие криминалци. Васко е ситна риба и не би разговарал многу за него. Мислите дека не сака Груевски да го врати Македонија? Па нормално. Тоа е договор помеѓу СДС, ДПМН,
тие се договорија, тие го испратија, да не мислите вие во Гепек се криеше Груевски и така. Значи се тоа се знае како е, што е и таму Орбан председателот го чува верно, бидејќи Па убаво најверојатно чува. со тешки милиарди и човекот така и функционира, бидејќи кажеш што бара таа држава тебе да ти дава азил, бидејќи ние то судуваме на основа на дека имаме докази. А тој нормално Политички Груевски- азил побарал таму и Ма нема врска тоа, туку да не се лажи народот, да ја слушни вестината, затоа изборуваме, дискутираме. По моје мислење, бидејќи јас не сум револтиран, но сум револтиран на властите, бидејќи 33 години не крадат, а се револтирам повеќе и на народот, јас сум дел од народот, се разбира, на нас граѓаните, кои што слепо гласаме за исти луѓе 33 години. Па видете се, ако ќе гласа за криминалци, што добиваш на власт криминалци. Тоа е просто и едноставно. Јас сакам малце да зборувам за нешто што ние како луѓе треба да се освестиме. 33 години не дриблаат, тоа се вика, не манипулираат, не лажат. Овие но дали е политички возможно структури. во името на Артан Груби да се случи нов Никола Груевски? Све е возможно во Македонија. Све е возможно. Бидејќи ние во Македонија немаме држава. Ние во Македонија имаме криминална држава. Ќе ти кажам зошто. Затоа што институциите ни се криминални. Кој го дозволи тоа? Политичарите што се на власт, тие се криминалци. Јас пак ќе кажам, треба и во уставу и законите да се внеси термин политички криминалци, не мито, корупција, тоа е блага као форма и некој ќе речеш корупција и сам, тоа корупција е широк поим. Вие стално го говорите така. Па мора така, значи да се внеси и да се знае дека најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што стимулира, креира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Зборуваме за некоја си урбана мафија, бе каква урбана мафија, бе, човече? Каква урбана мафија? Замислите, ние имаме влада. Која бе урбана мафија? Замислите, ние сме градоначалници, со советници. И ако сме се честни, кој може да те изгради маркици, да зема, да ти прави, да ти го уништи Скопје, Битола, Тетово и кој било град? Па не гледате каква урбанизација се врши. Значи, ние сме криви што гласаме за овие криминалци. Пак ќе кажам, кога гласаш за криминалци, а ова е последица затоа што ние ги поддржуваме. Тие секојаш имаат, затоа ги полната институциите со нивни вработени. Значи вие кривицата гледате кај народот. Па во народот е кривицата, во нас е кривицата. Во која е кривицата? До кога ќе гласаме за овие криминалци? Па не гледате, ќе не уништат државата, ќе распарчат. Па луѓе, доволно е што досега 33 години ние заминавме, ни заминаа 200-300 илјади млади. Вие имате деца, ама немате како јас имам. Да си имате син или ќерка во Америка и да се честиташ на Viber и на оние или WhatsApp или не е битно. И ние се радуваме, вештачки се радуваме, ние ова е порака до родителите. Ние како родители ја уништивме Македонија. Што дозволивме да гласаме за овие криминалци. Па овие не се ни војќе криминалци, не знам да беа монструми, па немаше вакво зло и толку да ја исплачкаат, да ја уништат и да ја разнебитуваат Македонија. Дали Артан Груби го прави она што го мисли Али Ахмети или мислите дека Али Ахмети таму го загубил далечинското? Дека дури можеби Артан Груби доскоро беше и посилен во партијата од Али Ахмети. Апропо оваа теза, слушнав овие денови теза дека можеби и Ахмети е вмешан во ова што му се случи моментално на Артан Груби, на црната листа на Америка. Толку ли е влијателен Али Ахмети во Америка баш сега ова да го направи? Видете. За да го тргне Артан Груби. Не е ова порачка од Али Ахмети. Али Ахмети го контролира Артан Груби, но некојаш можда и не може да го контролира, бидејќи не можеш ти твоите членови, па и најблиските соработници да ги контролираш секогаш. Значи, Али Ахмети со самото тоа што дозволи да го креира Артан Груби е крив. Ако Али Ахмети беше на ниво политичар, ќе избереше некои други луѓе, многу почесни, многу поинтелигентни,
за да бидат до него. Мојата приказна е следната. Не е моја да кажувам дали Али Ахмет е вмешан во ова или не. Сигурно ако се бави со политика, јас пак ќе речам, ДУИ, СДС, ДПМН и другите ПЧС партии, сите се тие криминални пелерти. Зошто се криминални? Па нон-стоп се краде, луѓе. Нон-стоп произведуваат во елитата нивна политичари кои што еве, конкретен случај со Артан Груби. Значи, луѓе кои што се ставени на црната листа за корупција, за да го му дозволат Сашо Мјалков да не биде, се разбира, осуден, и одат прават притисок на судите. Тука колку пари, кој плаќал, шо прави, тоа е допрва треба да се открива. Можда американците на црната листа имаат тие докази, тоа треба јавното обвинителство. Јас не сум јавно обвинителство, јас сум председател на демократи и јас сум еден обичен граѓанин кој се бори за доброто на Македонија. Се бори за спас на Македонија, се бори за доброто на сите граѓани во Македонија. Нема кај мене тука нација, вера, религија. Има луѓе и не луѓе. И толку е. И така да Али Ахмети само си знае колку е инволвиран во ова, но и американците ќе дознат или знаат веќе, еден ден се ќе излези на виделина. Криминало не се испаѓа. Овие си помислија, овој народ, видите, не гласа нас, после толку пати крадење, плачкање, уништување на нивните животи, на економијата, здравството, образованието, животната средина. Замислете, ние продолжуваме упорно да ги носиме на власт овие партии. Па тоа е трагедија, затоа јас велам дека граѓаните, гласачите, народо е крив и тие дома што седат, што не излегуваат да гласат и цело време што викат нема за кој да гласам. Има за кој да се гласа. Има, тука се демократи, кои се честни, поштени, со работни животно искуство и кои што сакат добро за сите нас да направат. Има, само некој не сака да види. Значи, ако не одиш на гласање, си крив. Но ако одиш да гласаш и гласаш за погрешни и повторно гласаш за истите, тогаш си соучесник, се разбира, во уништување на нашата убава Македонија. Дали конечно во Македонија се најде влада која престана да им удоволува на бугарите? Што мислите вие околу се ова? И дали бугарските барања впрочем имаат крај? Видете, во Македонија сегашната власт вели дека еве сакале демек да ги внесат бугарите во уставот, но со одложено дејство да се гарантира Европската унија да гарантира дека ние нема повеќе да бидеме оценувани од бугарите. Но во Македонија можам слободно да кажам дека нема влада таква и нема ни да има се додека се на власт СДС да поменетува и со нивните полтронски привезоци, вклучување тука и во власта сега што се знаме и влен. Значи, треба да разбериме на работа. Овие луѓе се политичари и нив само ги интересира што подолго да останат на власт, што повеќе да дојдат до некои си тендери и така натаму, да си ги вработат своите фамилии, да си вработат своите послушници и да дојдат до пари, до богатство. Како што кажав и се разбира што подолго да останат на власт. Јас не гледам тука, ние како демократи предлагавме и предлагаме да се укине историската комисија, власта што е на власт начело со ДПМН. Тие ја смена е комисијата, а кажуваа за време на избори дека друго ќе направат, дека ќе се спротистават на бугарите, ствари нема од тоа ништо, поточно на бугарската држава, која што не понижува со децени. И ние предлагавме да се укине комисијата историска, нема што ние, македонскиот народ и Македонија, да се докажува македонските граѓани дека дали сме ние македонци, колку време постоеме, дали имаме свој јазик, не ни ја признават историјата, да, имаме историја и со такви луѓе не треба ни да разговараш, ни да имаш преговори и договори, нека ги прекинат договорите. Европската унија ти вели внеси ги бугарите за да продолжиме понатаму. Тоа е нивниот услов. Но не значи ти дека треба секојаш да ја слушаш и Европската унија. Европската унија си има огромни проблеми
И пак ќе кажам, и кажувам секојаш, Европската Унија прво направи голема грешка што донесува закон да имат консенсус од 27 земји кои што се дел на Европската Унија да гласат, ако една не гласа, ништо не може да му помени. Не е само за проширување на Македонија или за проширување на Европската Унија и од други, да метнат други држави. Значи, во Европа се борат пратеници, европски пратеници во парламентот, тоа да се промени. И тоа го нема нигде. Тоа ми изгледа мене како некоја диктатура. Зошто е диктатура? Како може, ние имаме 120 пратеници, ако еден не гласа, не може да ти помени закон. Не можеш да се сложиш. Тоа го нема нигде, бе луѓе. Во која држава го има? Тоа го има само во диктаторски држави, фашистички држави, а има некои држави такви во светот, кои што владее некоја како сега што беше конкретниот случај со Сирија, со Асад, и така натаму. Значи, ние треба да разбериме. Не му веруваме ни на ДПМН, дека еден ден нормално и ќе ги вметнат, и притисок ќе си добијат од Европа и ќе го направат тоа. Но ако имаш чистав како демократи, како јас што зборувам, се распушта историската комисија, точка, се прекинуваат преговорите и се повикува Бугарија како што ние повикуваме ко демократи, да земат, да се извинат зашто не признаваат македонската нација како македонски народ, вештачка творенина измислена од Тито, не знам што. Културата не ја признават. И јазикот, и ти седиш со нив и се договараш. Зато не му верувам на ова влада, на ДПМН. Зошто формира нова комисија? Зошто си ставија своји луѓе? За да ни ги јадат парите од буџетот по не знам колку илјади евра добиваат на тоа. И тие истите кои што се бунеа, се некои професори, наводно експерти по историја, појма немаат од историја, сега се дел од таа комисија. Што ќе разговарат? Еве ги прашувам, што ќе разговарат? Па Ќе се докажуваат дека сме македонци? Па затоа велат, ако сакаш да не се договори за нешто, создади комисија. Види, значи, просто кажано ова што го кажав, тоа е вистина и тоа ме боли и затоа ние се бориме. Се бориме за да имаме држава, каде што сите граѓани, независно од вера, религија, нација, ќе живеат заеднички, ќе творат заеднички, ќе соработуваат, ќе имаме соживот, ќе креираме, ќе промовираме, како што беше во поранешна Југославија, братство, единство. И квалитетот, стручноста, квалитетните научници, иноватори, а не само во наводници, сега секој втор човек во Македонија нека ми извинат правите доктори на науки, кој што се има докторска диплома, секој може и најверојатно и да ја купи и така натаму, и некој од нив се и купени или партиски добиене. На ова држава му треба квалитетни луѓе кои ќе застанат и ќе му кажат на Бугарија и на Европа не може вака. Може така, а нас не заплашуваат цело време со приказната, ќе го оставиме назад, па нема да влезете сега во Европа. Немам против. Јас сум како демократ пред се и човек кој што живее долго години во Америка, јас сум проевропски и сакаме да влеземе во Европа. Ама не да влеземе понижени и утре другиот, што е најстрашно, ќе ги ставиме сега бугарите во уставо, не е проблем да ги ставиме, сите ќе ги ставиме во уставо ако сакат, но проблемот што утре ќе ти кажи сега ќе ги смениш и како што кажуваат учебниците, ќе сменуваш историјата, па после други некои препреки ќе ни поставуваат. Од уставот направивме сарма. Господин Јорго, времето ни заврши за оваа емисија. Сосема за крај би ве запрашал како последно прашање, дали демократи доколку дојдат еден ден на власт, може да ги променат овие нешта на нашата политичка сцена? Ние се бориме не да дојдеме на власт, ние се бориме да ги тргнеме овие лопови и политички структури кои што се криминални и да дојдат луѓе да ја менаџираат државата, меѓу кои и демократи се разбира, и имаме во Македонија супер квалитетни луѓе кои што за жал се повлечени, потиштени, потурнати и можат да ја водат ова држава. Се бориме да дојдеме, да ја менаџираме државата, најквалитетни луѓе да ја менаџираат и се разбира да креираме демократска држава, правна, функционална држава,
каде што секој граѓанин ќе има шанса да оди напред, а не да се расправаме 33 години по некој си лажен да промовираме патриотизам, па да не зборувам за редентистите, тие треба да се тргнат настрана, да се неутрализираат, поточно кажано, да се спречат во промовирање на омраза помеѓу нас, поготово помеѓу македонците и албанците, бидејќи јас имам пријатели албанци и живеам во Македонија и има фантастични албанци кои што како јас и други ги изгубиле своите деца, просто кажано во наводници, сите ни заминале во странство. Јас имам 18 внуци, 16 се во странство. Што повеќе да ви кажам? Тоа е мојата мисија, не да дојме да владееме како овие криминални структури, да дојме да ја менеджираме државата и да креираме една за секојаш функционална правна држава за доброто на сите граѓани, за доброто на народот на Македонија. Да живее Македонија, Македонија вечни вековите. Господин Јорго, ви благодарам многу што ни бевте денеска гостин. Се надевам дека повторно ќе се видиме во ова наше студио, а на вас, драги мои, ви благодарам премногу за одвоеното време. Се надевам и верувам дека успеавме да го задржиме вашето ценето внимание и гледајте не во некоја наредна емисија, а доколку ви се допадна ова видео, знаете дека треба да стиснете лайк, subscribe и нормално да го споделите ова наше видео за да дојде до што поголема маса на народ.